Мислам дека после оваа награда имаме онака баш одговорност, некое чувство на одговорност во однос на понатамошната работа и во однос на тоа во која насока ќе се движи фестивалот. Да. Иако уште не знаеме дали ќе бидете реизбирани, меѓутоа јас морам да ве прашам, знаеме дека минатата година беше юбилејното издание на фестивалот. Имавме голем спектар на квалитетни филмови, меѓутоа како ќе се одржи оваа година 46-тото издание, дали се почнати подготовките, како ќе почнат, кога ќе почнат? Да, видете, ние секогаш подготовките ги почнуваме за луѓето кои не го знаат фестивалот и тоа ви го реков. Ова е како 3 играни филма, не е играчка. На игран филм работите со 100 луѓе во текот на месец дена. Овде доаѓаат во рок од 8 до 10 дена одење враќање преку 450 луѓе. Мора да ги сместите, мора да им организирате летови, мора да ги организирате превоз. 80 филмови. Значи мора да ги набавите, да ги преведете, да ги титлувате, да ги распоредите, да ги координирате кој кај ќе оди. Со нив доаѓаат гости кинематографери. Еден снима во овој период, друг снима во овој период, мора да ги жонглирате. Но еден од најтешките компоненти на фестивалот е обезбедувањето на спонзорите, обезбедувањето дека вреди да дојдат кај вас и обезбедувањето на лауреатите, кои се такви звезди како што се Киану Ривз, Ал Пачино, само во кинематограферската фела. Тие работат цела година, зафатени си и треба да ги убедите двајца да дојдат или тројца таа година. Ние успешно го правиме тоа година и тоа бара цела година работа. Значи не сум застанат како сум вратен од Лондон. И ние фестивалот го почнуваме од септември. Како и да е. Ако ме реизберат, јас знам што ќе продолжам да правам. Ако не ме реизберат, тој што ќе го изберат ќе мора да поднесе своја програма и таа да ја работи, оти не работи по мојата. Мојата, односно нашата, јас имам исклучителен тим. Мал број на луѓе кои ги обожаваат гостите. Имам неверојатен заменик, тој е извршниот директор на фестивалот, кој што работи за четворица цела година, цел ден, не застанува. Болен е, дома работи моментално, спрема извештаи и буџети и така натаму. Тој е толку педантен, прецизен. Кристијан Ристерски се вика. Имам исклучителен технички директор Бојан Станишич, имам исклучителна екипа во маркетинг и пиар, Љубица Ангелкова, Невена, Пресот што ни го работат, маркетингот Маја и Ана која протокол исклучително заврши годинава работа. Значи тоа е костурот, но сега ни фалат луѓе кои ќе бидат нивни асистенти за сето тоа да функционира безпрекорно. Тоа бара малку поише пари. И јас ги обезбедувам уште од септември, во текот на фестивалот почнав да обезбедувам нови спонзори и го спремам тоа. Тој што ќе дојде ќе треба да ги убеди, ако дојде после мене некој, ќе треба да ги убеди дека треба да продолжат. Јас не можам да гарантирам ништо ако не бидам реизбран, освен дека имам следна работа која ми е понудена, благодарение на успесите што ги постигна фестивалот. Една дома, една надвор. Јас морам да ви кажам, фестивалот е многу стресна институција. Ви спомнав порано. Поради нашите политички игри, пресметки неполитички, приватни, нетрпенија меѓу луѓе во професијата кои не можат, не се сакат, нас понекогаш не подкачуваат шрапнели. Тоа се парчиња што летат од нивните борби. И незаслужено не покачува. Значи се шират невистини, лаги. Ноторни. Немам намера да се занимавам со нив за да трошам време, но понекогаш знам да бидам малку пооштар. Како и да е. Стресна е многу функцијата. И првиот пат, и вториот пат, додека бев на фестивалот, реков до година не. До овде ми е. Значи се обидувате да направите нешто убаво. Звезди отвараме едно, друго. Колку поише убаво правиш, толку поиќе почнуваат да те касаат и да лајат по тебе. И ми дојде до овде. Меѓутоа, се заборава кога ќе заврши фестивалот. Так. И една работа која кај нас луѓето многу ја знаат, таа е многу присутна. Нас прво надвор не препознаваат и не признаваат, после дома. И тоа е некоја судбина, некакво проклетство што се случува. Дома ќе ве плукаат, ќе ви прават пречки едно, не многу, ама има доволно за да ви се одмили во одреден момент. Некој надвор ќе ви даде признание. Со сите наши успеси е така. Во секоја сфера е така. И како заврши фестивалот, ми е жал да го оставам. Значи тој е доведен во чувствувам тој како дете ми. И вие го негувате, го растете и во еден момент го доведувате до можност да стане полнолетен и стабилен човек. И ако го ставите, имате чувство дека тоа дете ќе остане и ќе го заборават. И ќе остане па на улица. И не би се остава. Тоа е единствената причина заради која се кандидирам повторно годинава за реизбор. Поважно ми е тоа, отколку негде надвор да работам и да создавам нешто друго убаво. Јас многу сакам
финансиски ќе ми се исплати, се разбира, но ова е мое, ова е наше, овде поише добро право. Јас не работам за признанието, јас работам за тоа дека некој ќе се чувствува убаво недела дена што во дома му шетаат такви големи имиња, дека некој ќе се чувствува убаво што е македонец, кој ќе добие ваква награда. Тоа се мотивите со кои јас го работам овој фестивал. И се надевам дека тој ќе продолжи во тој правец и се работиме од моментот кој ќе заврши фестивалот, без разлика дали јас ќе бидам, јас ќе ги предадам сите работи. Јас кога го наследив, претходничката моја се забре и избриша. Ништо немавме. Еден меморандум немавме. Немав никому да пишам, никому пишала, ни со кого разговарала. Ќе ви дадаме на фотографија. Ај не, после. Може после. После, во петок. Значи, ние мора да создаваме традиција. Ние тука се уништуваме. Како ќе дое нов, од ново се почнува. Не создаваме традиција, не пренесуваме, дури и кога сме навредени и лути и неправедно. Ова не е мое. Ова е наше. И не почнало од мене, почнало од татко ми. Така, и јас имам должност да го пренесам понатаму поарно. Не исто, поарно. Треба да се задржи континуитет.